Таа е убава, харизматична и своја, позната по своите TikTok видеа и по позитивната енергија што ја шири. Исидора Јелиќ, сопругата на Марио Кун од познатото музичко дуо Два Бона. Со години работи во светот на убавината и инспирира илјадници девојки да се сакаат себе си, баш такви какви што се. Со неа поразговаравме за убавината, нејзината кариера, љубовта и храброста, да зборуваш гласно за нешто што многумина би го чувале во тишина. Во прекрасниот амбиент на Интермецо Music Bar се препуштивме на прекрасниот разговор, кој ви го пренесуваме во продолжение. Исидора, најпрвен добре дојде за прв пат во Хајп, после толку договарања, после толку разговори, конечно се договоривме, добре дојде и кажи ми како си за почеток. Добро ве најдов, многу ми е мило што успеавме да најдеме термин за да го направиме во интервју. Јас сум одлично, многу опуштена атмосфера, така да мило ми се најдувам ке направиме едно убаво интервју. Имам многу теми за разговор во денешното интервју. Би сакала за почеток да започнеме со она што во последно време те препознаваме на TikTok, те следат илјадници девојки, имаш огромна публика. Кој е твојот таен рецепт, да речеме, за таа блискост со публиката? Па искрено, таен рецепт. Нема некој таен рецепт, освен она да си бидам своја. Тоа што јас го правам пред камера, она што го правам и по дома, тоа што го правам и на работа, каква што сум во приватниот живот, таква сум и пред камера. И мислам дека тоа е она што им дозволува на публиката да се осеќа блиско со мене, да се осеќа како да сме баш пријатели. Бидејќи јас кога разговарам со камерата, односно со публиката, како да разговарам со мои најдобри другарки. Така се осеќам, така да мислам дека тоа е она кое што го прави мојот успех. Имаш интересен контент од убавина, нега, здравието, споделуваш многу интересни приватни моменти, но најмногу имаш некако фокус на убавината, на тие скинкер рутини, некои што секоја девојка или млада би се препознала. Кажи ми, според тебе, која е дефиницијата за убавина? Па нека конкретна дефиниција и нема, освен она да си бидеш свој и да се осеќаш убаво во својата кожа. Јас доста се негувам себе и мислам дека тоа е битно за секоја девојка, не само физички, меѓутоа и психички, ментално, да се грижат за твоето здравје, како што кажав, психичко здравје, меѓутоа и оние гинеколошки прегледи, како што ги имам напоменато неколку пати во текот на мојот контент. Исто така, доста се фокусирам на скинкер, доста, како што кажа, доста се фокусирам, не следам некои трендови, да речеш да бидам, да морам да бидам во тексо мода или тоа што се случува, само гледам да си бидам своја и да правам нешто во кое што јас се осеќам комфорно и едноставно самоуверено. Кои се твоите омилени бјути ритуали, ритуали за убавина? Што е нешто според тебе што секоја девојка основно треба да го прави? Знаеме дека имаш свој салон, сега ќе ни откриеш дека ќе биде и на нова локација, секоја девојка би сакала да го слушне тоа од тебе. Па да, како што кажа, јас имам салон за убавина, односно конкретно се занимавам со правење на свилени трепки и lash lifting, brow lifting, brow lamination, односно. Тоа е нешто кое што е плюс во рутината на една девојка и е нешто што ги нагласува веќе убавите црти на секое лице, така да јас би препорачала на секоја млада или постара девојка, жена да проба нешто такво, бидејќи навистина прави мислам дека вака се слушам од клиенти и пошто јас самата на себе ги правам тие третмани, ја крива самодовербата на некое друго ниво. А вака од ритуали нешто што мислам дека треба да го има секоја девојка е конкретно грижата за себе, како што кажав, скинкер, јас стварно тоа ми е број 1, без скинкер не излегувам. Исто херкер, грижа за коса, за кожа, за себе, пиење многу вода и мислам дека тоа се оние главни ритуали на кои што јас се посветувам во мојот живот. Ретко кој не знае дека ти си сега официјално и сопруга на нашиот познат пеач Марио, или попознат како Кун од Два Бона. Направивте неодамна свадба. Свадбата беше зборувана од сите
нели, од сите нас. Можеш ли да ми раскажеш накратко како поминавте, како се чувствуваш, дали беше се по план? Знаеме дека нели ние девојките претежно нели пред свадба многу се оптеретуваме со тие некои организации, венчаници и такви работи. Како помина ти, како ја преживеа свадбата? Вака сега од оваа гледна точка не е толку сериозно како што се осеќав 10 месеци кога ја планирав. Види, свадба е еден многу убав процес и интимен процес пред се. Јас како невеста бев доста под стрес во периодот кога ја планирав свадбата, меѓутоа за тоа си реков и си дадов задача на себе дека сето тоа ќе го направам на време. Си почнав 10 месеци однапред, си договорив све и на некој начин успеав да уживам во летото, нели, што водеше до датумот. Све ден таа за чудо бев многу опуштена, затоа му благодарам и на Даниел Николовски кој што ме шминкаш и мислам дека он ми ја направи таа преубава енергија пред нели самиот голем чин. Очекував дека ќе биде постресно и ќе бидам повеќе не знам, под стрес и нема да се осеќам баш толку опуштено и дека многу ми кажуваа дека треба да се трудам да бидам in the moment, да го осеќам, да го памтам секој момент, да бидам фокусирана и се плашев да знаеш, да ми биде свадбата во некое непамтење, во безсознание. Меѓутоа на крај на денот све се испадна перфектно и мислам дека тоа беше затоа што ние се трудевме свадбата да направиме во наш стил, да не биде нешто што некој друг го сака, туку останавме доследни на себе. Јас си бев јас, венчаницата ме представуваше мене, Марио си беше Марио, негов стил, тоа се смеа сите зашто не носел кондури, он си е тип што е нели рапер, сака да си носи патики, тоа беше тоа. И мислам дека целокупно беше се во перфектен ред. Видовме многу интересни видеа, дури како пееш, како се забавуваш нормално. Меѓутоа има ли нешто што не го видовме? Некоја интересна анегдота од самиот чин? Па мислам дека јас сакав свадбата да не оди јавно и да не излезат видеа, меѓутоа тоа беше невозможно. Мислам дека видовте скоро све, освен еден момент, кој што имавме Champagne Tower кога заврши матичното и нели има наредени чашки во форма на кула и треба да ставиме шампањ. Јас и Марио, како што не дал Господ, ги искршивме сите чаши. Тргнавме да го ставиме шампањот и ги бутнавме, ги искршивме и се смеевме на крај, сепак и тоа беше во наш стил. Другото беше тоа што го видовте, мислам, многу забава, многу уживање, сите беа весели, немаше човек што седеше, доста настапи и од моја страна и од Вавона, Пајак, мислам дека стварно беше Има ли некоја разлика од врска сега во брак или се уште е рано да се примети или вие сте веќе долго време заедно, претпоставувам дека нема ништо различно? Па искрено, да, стварно сме многу долго заедно. Ние и пред да стапиме во брак си се однесувавме еден со друг како да сме веќе во брак, он ме представуваше секаде како жена ми. Мене уште ми е чудно да кажам маш ми, меѓутоа мислам Марио што би рекол, почита е на некое друго ниво. Знаеш, додека си во врска, да, ти планираш да биде за секогаш свадба едно друго, меѓутоа сега е некако тоа, ако финалното е локтин, нема веќе бегање, што би се рекло, и мислам дека сега веќе знаеме дека е за секогаш. Така да тоа би го издвоила како различно. Има ли некој кој се издвојува? Кој е главен во куќата? Главен. Види, јас никогаш не сум верувала, ке зборувам за себе, верувам дека и Марио се осеќа исто, меѓутоа не зборувам во негово име. Кај нас никогаш немало поделба на некој да е главен, јас стварно не верувам во тие улоги. Сметам дека за да функционира еден брак или врска мора да има почит, хармонија, нели љубов нормално. Меѓутоа жената мислам дека е таа што ја носи топлината во домот и во бракот и во врската, а мажот е тој што ја носи силата, така да обврските се поделени, еднаквост има, нема тоа јас сум главна или ти си главен или се едно, кај нас е све, мислам, све си е ствар на договор и мислам дека тоа е еден мини рецепт за еден успех и хармонија во љубов. Јас ви посакувам да си останете како што сте, дај Боже уште 100 години заедно. Морам да те прашам, предпознатлива стана по една сензитивна тема која што зборуваше јавно. Луѓето те поддржаа многу, мнозината, нели? Јас сакам да ја спомнем исто така за нашите гледачи.
тие што не виделе, претпоставувам дека поголемиот дел виделе, имаш ти своја здравствена состојба за која што јавно зборуваш и сакаш да зборуваш поради причини за да им помогнеш и на другите и на себе си. Кажи ми како една млада жена како тебе се справува, и така ти оставам простор сама да ја начнеш темата и да ни кажеш конкретно за што станува збор. Да, темата конечно се охрабрив да ја зборувам јавно, конкретно во подкастот кај Стефан Лазаров. И сум стварно благодарна што ми даде една таква платформа за конечно да го кажам сето тоа кое што ми тежало долги години, можам да кажам. Се работи за еден синдром кој што каде што жената или девојка се раѓа со без матка или со недоразвиена матка. Конкретно сега да не навлагам во детали, да не губиме време, има два типа, јас го имам едниот од тие два типа, каде што имам сосема здрави јајници, меѓутоа имам недоразвиена матка. Со тоа што јас можам да имам свое биолошко дете, меѓутоа тоа ќе мора да биде по пат на сурогатство и инвитро. Искрена да бидам, пред да зборувам на оваа тема и пред подкастот, очекував негативни коментари, негативен фидбек и многу ме изненади фидбекот кој што го добивме и позитивата и поддршката, од причина што ми даде некоја верба и надеж дека сепак генерациите кои што се развиваат имаат емпатија во нив, имаат правилен начин на размислување и мислам дека можат да се сносат со многу сериозни теми и проблеми како вие, бидејќи јас верувам дека и по тоа што го видов од кога завршивме со подкастот и од кога јавно го кажав, колку жени и девојки всушност мене ми пиша и ми придоа со нивни приказни, дали слични, дали исти, дали сосема различни, меѓутоа од тој тип. Едноставно видов колку всушност ние како генерации се бориме со ваков тип на проблеми. Многу ми е мило што добивме и јас што конкретно како жена добив толку позитивни коментари и позитивен фидбек, затоа што тоа всушност ми даде сила и мотивација да зборувам повеќе на оваа тема, да помогнам, така да не знам, мислам дека тоа едноставно срцето ми е полно, затоа што тоа е тоа. Спомна дека како многу млада си дознала за твојата состојба. Претпоставувам дека патот пред се психичкото здравје, психичката состојба не беше лесно сето тоа да го преживееш. Со какви се проблеми се соочи, како успеа да се избориш, ете вака да сега да стоиш пред мене како горда, храбра девојка спремна да се бори до крај. Да, јас дознав на многу рана возраст, односно целиот процес почна од 13 години. Значи, работата, тоа го кажав и во подкастот. Например, проблемот немаше да биде ист, односно ситуацијата, да не го нарекувам проблем, немаше да биде ист доколку јас, како веќе оформена девојка, седнувам со мојот сопруг пред доктор и му кажуваме вака и вака, ова е ситуацијата, како да се избориме со сето тоа. Ситуацијата беше многу покомплицирана затоа што јас требаше да ја преживеам како тинеџер, како млада девојка која што се уште нема изграден карактер, нема изградено ментално здравје и едноставно се соочува со некоја таква ситуација за која што моите родители во тој период биле свесни дека нашето општество, менталитетот на нашето општество не е спремен. Значи не е спремен да го прифати и можеби јас ќе се соочам во животот со многу негативен став од страна на луѓето на општеството и всушност тоа беше најголемиот проблем во целата ситуација. Тоа како јас како тинеџер ќе се сносам со оваа ситуација, како ќе ја прифатам во мојата глава дека тоа не е проблем, не е хендикеп, едноставно е ситуација за која што сепак на крајот на денот има решение. Доста беше тешко и макотрпно да се помирам со целиот тој факт, затоа што како што кажа бев дете. Си имаше своји последици, психосоматски болести, типот на анксиозност, панични напади, долго време се борев со тие работи, сега на цела оваа ситуација уште панични напади, мислам тоа беше каша попара, меѓутоа потоа дојде Марио и сето тоа како да исчезна. Голема поддршка, секоја чест. Дали денес имаш некои последици? Дали, пошто анксиозноста стана модерна болест на секој втор човек во денешницата. Дали ете ти можеби сега се соочува се уште со некои такви лоши мисли? Па види, ќе излажам ако кажам не, мислам дека секој во одреден период од животот, дел од денот останува сам со своите мисли и некогаш тие мисли знаат да преовладаат и да бидат малку потемни од што би сакале, нели? Да,
често ми се случува, поготово кога имам доста стресен период или полн со работа и со обврски. Со тоа што од друга страна, кога имаш многу обврски, немаш време да останеш сам со мислите, меѓутоа сега веќе на овие години после се што сум прошла, знам веќе како да си ги извозам, што би се рекло, и не им придавам толку многу значење, меѓутоа сакам, тоа не е ништо страшно, што вика што е модерна болест, на некој начин сите се справуваме со тоа и мислам дека значи психолог не е страшна работа, апсолутно е нормално, разговор со пријатели, разговор со сам себе, па некогаш дури она taking a break, да си земеш време за себе и да се опуштиш, така да сето тоа е нормално. Да се наврата малце на темата, Марио јавно зборуваш исто така за вашите планови со сурогат мајка. Како гледаш ти на таа тема? Па, како што јас зборував, нели, во подкастот, јас сум апсолутно отворена за, мислам и тоа е патот за ние да имаме биолошко дете. Се уште е рано да зборувам на таа тема, бидејќи се уште нели тој процес не е започнат, меѓутоа сега за сега тоа е патот кој што ние би го одбрале за да имаме наши биолошки деца. Се ќе биде во свое време, како што ќе решат постарите. Што би им препорачала на девојките кои што се соочуваат со сличен проблем или исти како твојот? Искрено, знам дека воопшто не е нешто лесно за нели преоѓање преку нештото. Исто така, кога ќе се дознае таква ситуација или такво нешто, знам дека моментот е рушење на светот врз глава, како што јас се осетив во тој момент. Само да знаат дека се ќе биде во ред на крај на денот, дека за све има решение, дека ништо не треба да прифаќаме како проблем, туку како ситуација за која што има решение, за која што има начин. Нормално има и многу посериозни проблеми, јас не викам дека ова е нешто најстрашно што се случило, меѓутоа во мојата ситуација тоа е нешто кое што нели на некој начин ми го обележало животот. Само трпение, само верба, само надеж, и јас верувам дека пошто на пример јас имам среќа што го имам Марио што ми помогнал нели да го преживеам сето тоа, меѓутоа има девојки кои што не можат да разговараат ни со своите родители, фала и на моите родители кои што биле толку отворени на таа тема. Едноставно има каде можат и мене да ми се обратат, значи јас сум тука отворена, се трудам да вратам на 99% од девојките. Разговор, трпение, верба и се ќе биде во ред. Ми спомна пред да почнеме со интервјуто дека доста пораки имаш добиено, меѓутоа е една што ти е најдрага. Може ли да ја споделиш со нашата публика за девојката што ти пратила дури документи дека си мотивација? Да, искрено добив толку многу пораки, толку многу покрај нели приказните со кои што се соочувале, толку многу мотивациони пораки, како што викаш, од типот на некои парови кои што решиле нели повторно да пробаат со инвитро. Една конкретна девојка или жена, не сум сигурна за возраста, ми пиша дека решиле дури да посвојат детенце со својот сопруг, бидејќи нели си имале зошто. И мојот подкаст, тоест нашиот подкаст ги охрабрил на таков чекор. Мислам секоја една порака ми беше драга, ми беше многу мило што ете на некој начин на мал процент сум успела да влијам кај девојките и жените да нели нешто некаков позитивен исход да има во нивниот живот, дали се работело за обичен гинеколошки преглед за кажување или еве вакво нешто енормно како посвојување детенце или инвитро, мислам се што дури најмал придонес ми правило на срцето да ми биде полно и да се осеќам како ете дека сум направила нешто како што треба. Денес кога ќе се навратиш наназад, што би препорачала и што би рекла на 13 годишната Исидора? Се ќе биде во ред, не биде толку љута на светот. Браво. Сакам за крај да те прашам, што е следно што можеме да го очекуваме од тебе? Ми спомна приватно дека се занимаваш со многу работи, што јавноста не ги знае, отвараш свој салон наскоро. Дали може би ќе те видиме во некои музички води или ми спомна, ајде да не откривам, открини ти. Да, салонот е во тек, почнува следната недела со работа, со тоа што јас веќе имав свој салон, меѓутоа само сега сменив локацијата. Да, на доста проекти се работи, моментално нема да откриам ништо, ќе оставам да видите. Само во овој период едва и чекам 26 декември концертот на Двабона. Тоа е мислам дека главниот фокус кој што едва и чекам онака предновогодишно да ја завршиме оваа година како што треба. И останатите планови ќе ги оставам да ги гледате малку по малку, бидејќи ќе вреди.
Многу ти благодарам што прифати мојата понуда. Се надевам дека уживаше во овој разговор. Да речеме краток, ама слаток, ќе оставиме нешто за воиднина, пошто секако имаме многу планови. Ти благодарам уште еднаш и ти посакувам се што си посакуваш да ти се оствари кога ќе биде време. Ви благодарам многу уште еднаш на поканата, стварно уживав, многу опуштано, екипата е одлична. Се надевам дека повторно ќе се видиме и јас ви посакувам многу успеси. Јас сум Исидора Јелик, а вие гледате Hype Македонија.